Господин Арсовски, како активен учесник во шарената револуција, сметате ли дека истата влијаеше на развојот на мултикултурализмот во Македонија со оглед на тоа дека во движењето учествуваа повеќе вери, етникуми во самото движење? Имаше ли некаков импакт на мултикултурализмот и толеранцијата? Како не, јас мислам дека шарената револуција беше еден ја не би рекол пресврт, туку таа покажа и го извади на видео тој мултикултурализам во смисла дека се сретнавме сите заедно, независно тоа кој од која вера, од која народност е, во решавањето на еден огромен проблем, а тоа е уривањето на режимот на Груевски. Јас нема да заборавам слики со врзани знамиња, слики каде што наши албански соборци носеа македонски знамиња, ние носевме албански знамиња, турски знамиња. Така да тоа на некој начин на јавноста и покажавме дека проблемите што ги решаваме, не само со шарената револуција, пред тоа предстоја многу бунтови, протести, како што беше за Мартин Нешковски, каде што пак сите бевме заедно. Јас се сеќавам како преку реката Вардар со комбињани носеа патлиџани и јајца, бидејќи наоколу по дуќаните ги снема, за да можеме да маваме по зградата. А тоа беа нашите албански сонародници кои што не снабдеа со оружје. Така да, за мене не беше големо изненадување, бидејќи имам контакти и со другите луѓе од другите народности. И знам горе-доле преку социјалните мрежи дека проблемот е заеднички и дека немаме само ние, македонците, проблем да се справиме со режимот на Груевски, туку тоа е исто огромен проблем и за другите народности. Така да тука истакнати борци, не би сакал да не заборавам некого, имаше и од другите народности. Тие останаа борци и останаа наша придобивка од шарената револуција. Тоа се луѓе кои што се сега страшно активни, кои што се и во парламентот, и во владата, и во независните медиуми, и во невладините организации, и во медиумите кои што заедно, рамо до рамо, гледаме да ги искористиме тие придобивки од шарената револуција. Шарената револуција беше настан без преседан. Мислам, дека и самите ние, како учесници, не очекувавме дека ќе има толку силен одек и толку силно влијание на општествените промени за кои што сме сега светоци. Имавме среќа да од политичарите некој го здогледа тоа и да успее да ги вклучи учесниците од шарената револуција во општествените текови. Така да сега имаме истакнати работници, истакнати дејци кои што се од сите народности. Јас навистина не би сакал да издвојам некого посебно, меѓутоа секој ден можеме да ги видиме и на медиумите и во нивните активности. Тие се, дури јас би рекол, и предвичат во активностите за борба за човекови права, за демократија, за едно по-демократско општество, кое што, можеме да кажеме, од шарената револуција навака направи крупни чекори напред. Една од главните цели на шарената револуција беше уривање на режимот на Груевски. Колку Груевски и неговата екипа од
во тоа време игра на етничка и национална карта, колку го користеа тоа во нивната политика, затоа што имаше многу случувања во тоа време со крстот во главиот Орел, со црквата на Кале, колку си добива политички поени од тоа? Па, они добива политички поени привидни. Тоа се покажа потоа, по шарената револуција и особено се покажува сега, кога речиси сите, да кажеме, сите и албански, и турски партии, и од другите народности, ги спомнувам и власите и србите, се приклучија кон владечката партија како коалициони партнери. Значи, они, играјќи на таа етничка нетрпеливост или сметајќи или истакнувајќи ги другите ентитети како непријатели, како нешто против кое треба да се бориме, за да го истакнеме македонизмот и национализмот, изгуби не само партнери, него изгуби сограѓани, изгуби работници, изгуби една многу битна страна од популацијата која што ќе му беше драгоцена и која што на сегашната власт е четврта нога во власта, за да може да стои цврсто и да смета на понатамошен прогрес, за понатамошен развој, за остварување на сите оние ветувања и планови кои што ги има пред себе. Тука имаме истакнати работници кои што секој ден трчаат, работат од новинари до аналитичари, министри, заменици министри, активисти на невладини организации кои што се секојдневно силно активни за нашиот единствен пат кон НАТО и кон Европската Унија. И тоа е силна поддршка и се вели ветер во едрата на она што сака да го оствари сегашната власт. Од последните активности на се уште не совладаниот национализам на Груевски и деновиве можеме да видиме дека они се уште играат на таа карта на национализмот, на тоа дека опасноста не демне од, да речеме, албанската страна, што е неверојатна глупост. Затоа што не можам да верувам дека овде ние сега седиме и расправаме за некаков си мултикултурализам и некакви си национални поделености во денешно време, кога тоа, ако овој проблем би го спомнале негде, да не речам Америка, во било која европска земја, сите ќе се чудат, ќе се смеат, зашто говорите вие? Заради е тоа толку битно и заради е тоа толку голем проблем кај вас, како да стоиме некои 5 века наназад. Вистина не ми се верува дека тоа станува не само проблем, него станува и некаква си карта на која што некоја си идна владеечка партија или сегашна опозиција ќе смета дека може да добие поени. Па зар не ги слуша нашите албански сонародници како се паметни, како знаат, обични домаќини, луѓе, земјоделци. Се им е јасно каде треба да одиме и што треба да правиме. Колку вашата глумачката фела во земјава негува мултикултурна сцена и надвор од неа, сметате ли дека вашата фела ги приближи низ годиниве различностите и проба да ги урне предрасудите кај луѓето? Со оглед на тоа што имате заеднички представи, заеднички проекти, филмови, сметате ли дека токму глумата и сите што се поврзани со неа успеа некако да доведат до нов степен на толеранција? Знаете како преска ме слушнавте дека не можам да верувам дека сега разговараме за таков проблем. Тоа е веќе надминато одамна е надминато во мојата фела, во мојата бранша. Така да
кој нас е смешно да спомнеш дека е, не знам, Турчин, дека е Албанец, дека е, не знам, од Егејска Македонија или не знам што. Тоа се глупости, тоа никој не ни помислува, а камоли нешто да... Еве сега ќе го спомнам огромниот последен успех на Медената земја. Вие гледате кои се автори на тој филм. Дали некој некогаш спомна кој е снимателот, кој е другиот снимател, кој е режисерот, кој е режисерката, која е главната глумица? Сите ние заедно бевме во Медената земја. И сите заедно се боредме и не спиевме цела ноќ чекајќи исходот од Холивуд. Така да тоа е патот. Тие 6-7 луѓе ни покажаа кај треба да се движиме и на што треба да се радуваме и како да го живееме животот понатаму. Мислам, толку имаме проблеми, толку имаме заеднички проблеми. Па сите тие луѓе се родени овде, генерации и генерации. Зашто ние мислиме дека имаме различни интереси, не знам што е. Особено сега, кога ќе влеземе во Европска Унија, дали тоа ќе биде за 5-10 години, не е битно, но процесот набрзо ќе почне, тоа ќе биде толку небитно. Тоа ќе биде толку некој анахрон проблем да и јас затоа и се радувам. Тоа е уште една огромна придобивка која ја очекувам од нашето влегување во Европска Унија и во НАТО. Како истите влијаат за унапредување или уназадување на толеранцијата и мултикултурализмот во земјата? Најзастапени се медиумите, најмногу можеме да читаме и да гледаме, тоа е најраспространето. Колку читате вие? Мене ми е многу жал што можам... Жал ми е што можам да кажам и едно и друго. Значи, се зависи од тоа, чив е медиумот. За жал, многу малце независни медиуми имаме. Многу малце медиуми кои што се визионери, кои што имаат општествена задача да бидат мотори на прогресот, објективни. Бркајќи атракција, бркајќи настан, они како да чепкаат таму кај што не треба. Особено, не сакам ни да ги спомнам овие платени медиуми кои што мислам се гледаат, ја само се чудам како не им е срам, како не им е јасно дека се прочитани. Дека е секое нивно појавување од ден за ден работи контра она за што се платени. Значи, секоја појава нивна, секој нивни напис, секоја нивна монтирана снимка, изјава, било што е контраиндикативна за она за што се платени. Мислам, го нервираат народот више нешто не сака да ги чита и се нервира и тие што нив ги плаќаат губат. Но, јас сум убеден дека овој процес кај што сме тргнати ќе наметне една необходност за објективност во информирањето и дека тоа ќе биде единствен критериум по тоа кој медиум колку ќе биде ценет, гледан, читан, слушан и така натаму, и така натаму. Овие ќе бидат историја. А не ви помнам по име и презиме кои се, што се, но ги знаете по и јавна тајна од каде се платени, кој ги поддржува, која им е целта. И они се едни од тие кои што се уште играат на национализмот, на поделеноста, на опасноста од другите народности, дека ние треба да бидеме една национална држава, се уште ги има такви.
Не е тоа никакво ништо што треба да се забранува или да се затвара. Еве сега можеме да прочитаме дека има еден огромен бран на неонацизмот и во Германија и во Австрија. Меѓутоа тие општества се справуваат со тоа. Се справуваат на еден многу ефикасен начин, бидејќи не смеме да дозволиме да стане тоа пракса, доминантна пракса, затоа што не води никаде. Не води. Само назад. Само назад. Секаква форма на национализам, на нетолеранција. Да, на нетолеранција може да не носи само назад. Економски ќе застанеме назад, во сите погледи ќе се вратиме назад, така да тоа е една мачна ситуација која што морамо секој од нас да се бори против тоа. А фала Богу гледам дека од сите страни, од сите националности се појавува еден навистина силен бран на борба против национализмот.